Владата со нови мерки ќе го спречува иселувањето на младите. Заменик министерот за економија Маријан Ристевски најави дека од следната година ќе се зголеми буџетот за вработување млади. Преку агенцијата за вработување ќе се креираат нови мерки за да се привлечат македонците што студираат во странство да се вратат и да работат во земјава или пак да отворат своји бизнеси овде. Ристевски вели дека приоритет на владата е да се задржат младите во Македонија и да се вратат дел од иселениците. Приоритетите на владата се отворање на нови 70.000 работни места во наредните 4 години за млади луѓе, 500 за гарантирани работни места за најдобрите студенти од универзитетите во Македонија, како и нови даночни олеснувања на фирмите и компаниите во Македонија за вработување на млади. Тие средства ќе бидат пред се во поглед на враќање на млади луѓе во државата, можност да отворат свој бизнис, даночни олеснувања, меѓутоа олеснување и околу новите вработувања кои би биле во нивните фирми како стартап компании кои би почнале во Македонија. Голем дел од мерките кои сега се спроведуваат од Министерството за економија и Агенцијата за вработување не даваат ефекти, вели Ристевски. Од Друштвото на словенечки и македонски стопанственици велат дека е многу важно како овие мерки ќе се креираат за да има резултати. Во светот ваквите даночни олеснувања за вработување млади биле успешни. Даночни олеснувања во претходни примери на други земји имале ефекти. Зависно како ќе се постават. Значи, кај даночни олеснувања, доколку се направат само за повратници, треба да се заштитат тие што останале тука. Така да треба да се земе предвид тоа. Но според моите сознанија, секаде каде што се направени даночни олеснувања за не само за повратници, туку за развој на сегментите на економијата, кои што ги привлекуваат повратниците, тие дале ефект. Во моментов 1700 македонци студираат во Словенија. Бројката е уште поголема бидејќи многумина студираат со европски пасоши. Од студентското здружение во Словенија порачуваат дека треба поголема кооперација меѓу студентите во Словенија и бизнисите во Македонија за овие луѓе да сакаат да се вратат во родната земја. Студентите според нашето истражување кое спроведовме сакаат да се вратат, меѓутоа гледаат недостаток на можности и некако целото општество не е насочено кон тоа да ги врати, да ги интегрира назад. Ние зборуваме честопати дека младите се заминуваат, дека сакаме да ги вратиме, меѓутоа прашањето е какви можности ние им нудиме на тие млади за кога ќе се вратат да можат назад да се интегрираат во општеството. Да се направи да можат студентите да се вратат после завршувањето на студии и да се вработуваат тука во компаниите, во институциите и да со своето знање, искуство, нови јазици, нови ширини да придонесуваат на реформите и на градење на вашата држава. Новите мерки за вработување млади ќе бидат дискутирани следната недела во Министерството за економија со сите засегнати страни.